Кој е надлежен да ги дислоцира контейнерите кои се во фаза на распаѓање, а се поставени на влезот на сточниот пазар во Долно Којнаре? И кога местноста наречена Градски Лозија ќе биде инфраструктурно уредена со водовод, канализација и улици? На овие прашања советничката Сузана Максимовска побара одговор од надлежните на последната седница на Советот. Се работи за кај оној пазар за стари работи што е во селото Којнаре, па некаде во правецот кон средношколскиот училишен центар кога ќе се помине мостот, кон училиштето Киро Бурнас, има таму оставени едни контейнери и тука се некако лоцирани веќе 7-8 години. Тие контейнери се веќе во фаза на распаѓање, некои се и целосно распаднати, во нив се фрла смет, се собират кучиња скитници и сега моето прашање е кој е надлежен да ги дислоцира тие контейнери од таму, со оглед на тоа дека таму поминуваат ученици. Секојдневно фигурираат многу ученици, наставници, често не посетуваат партнерски училишта, значи странци од нашите партнери. Второто мое прашање е до раководителка на сектор за комунални работи и инфраструктура. Се разбира дека градоначалникот би можел тога да се вклучи да одговори. Од граѓани кои што живеат во делот на градот, така наречен Градски Лозија, граѓаните кои таму имаат изградено куќи или имаат парцели за градба на куќи, прашуваат кога тој дел од градот ќе биде инфраструктурно среден, со водовод, канализација, патишта, или они им кажуваат дека со деталниот урбанистички план, уште поодамно, уште пред 10 години, таму им било кажано дека ќе има изградба на некој пат, меѓутоа до сега таму ништо не е направено. Во однос на контейнерите кои што ги споменувате, тие контейнери се дислоцирани на сточниот пазар и ставени на парцела која што е собственост на Република Македонија и под владение на јавно предпријатие Пазаришта. Тоа се оние фамозни контейнери кои што претходно ги разговараме со колегата, беа дигнати од наша страна на наша сметка од таа локација, а дополнително донесе одлука за да не ни плати СИС, бидејќи немаа пари да се откажат во наша корис. И тие се водат како во евиденција на општина Куманово и се лоцирани таму. Еве, сектор за комунални дејности на следна седница на Совет нека изготви одлука дека ќе ги продадеме како имот на општина, како старо железо или отпад и ќе распишеме постапка, проценка ќе направиме, нека се јават фирми, нека ги откупат, ако се неупотребливи, бидејќи менаџерскиот тим на предпријатието вика дека не може да ги искористи, ами си имаат јавено многу граѓани кои што бараат да ги откупат или да земат некој од нив. Но проблем е со контейнере, кога ќе го продадете контейнерот, тој некаде ќе заврши, а за негово поставување не постои ниту една законска норма или норматив и не може да биде поставен веќе. Тие контейнери во Куманово се поставувани кен кутички, на времето кога кен работел бизнис во Куманово интензивно 80-ти години и тогашното општинско раководство изнашло решение како на многу одредени локации во градот да даде работа на кен Куманово и да дојдат до трговски дуќани и друг тип на објекти. Сега веќе не постои законска норма времен објект да се лоцира дали на приватна или на државна парцела. И нема логика да вие како општина која што треба да го спречува и да ги дислоцира, да ги продавате и со тоа да ги потикнувате граѓаните да влегуваат во противзаконски действија. Но во отпад може да се продаде. Што се однесува до Градски Лозија и локација, јас знам ситуацијата таму имаме нарачано нов детален урбанистички план. Потребна е огромна експропријација. Зошто сме во ваква состојба? Затоа што најголем дел од објектите кои што се лоцирани таму се изградени без никаква
дозвола и документација од општината. За да направи општината нешто, треба де факто и да наплати одредени средства. Со кои средства општината да направи експроприација таму? Со кои средства општината да isfinansира детален урбанистички план? Со кои средства општината да ви обезбеди комунално живење, ако вие на општината не сте и платиле ништо? И затоа тој процес ќе биде спор се до моментот додека оваа општина не дојде до високо ниво на фискална децентрализација и почне да користи поголеми средства од државата.